Здраво, Ана, ти благодарам што прифати да учествуваш во дискусијата институција на можните иднини, која што ќе се случи на 12 декември во овој простор да одбаши намам, која е втора дискусија од двете дискусии на истава тема. Ти долго време работиш во Националната галерија на Македонија, веќе 10 години водел за изложбена дејност. Иако овие дискусии се однесуваат на важноста на колекцијата како основа за развивање не само на историјата, него и на иднината на институцијата и на развојот на современата уметност, би сакала прво прашање да ни кажеш како твојата практика се однесува на колекцијата и како ги поврзуваш современиот уметнички израз во изложбите со колекцијата на оваа институција. Па, ова е интересно прашање, бидејќи мислам дека е прашање кое што треба да се проблематизира и кое што во многу блиска иднина треба да се реши на во однос на систематизацијата на работните позиции на секој кустос кој што е вработен во Националната галерија на Македонија. До сега некако биле издвојувани, како што нагласи ти, изложбено одделение или одделение кое што се занимава со колекцијата, односно со депото на Националната галерија на Македонија. Иако според мене сегде во светот институциите, музеите или галериите кои што поседуваат и колекција и кои што се занимаваат со привремени изложби, работат паралелно на двете работи, што кај нас не е пракса, што не значи дека не работиме и ние на дел од колекциите кои што се или од делата кои што се наоѓаат во колекцијата на Националната галерија на Македонија, пред се преку ретроспективните изложби кои што ги спремаме во нашите репертоари годишни нели на изложби. Меѓутоа не е тоа континуирана пракса, да се работи паралелно, да се биде одговорен за една тематска единица од колекцијата или за една деценија или за една техничка дисциплина, без оглед како ќе се конципира распределбата на колекцијата. Сите, според мене, кустоси вработени во нашата галерија треба да се занимаваат паралелно и со двете дејности кои што една ваква институција ги поседува. Од една страна тоа мислам дека може да придонесе многу и во подобро презентирање на современата уметност, односно на темпоралните изложби со кои што ги правиме, бидејќи ќе може да даде и една поинаква друга димензија, друг пристап. Немаме ние многу пракса тоа да го правиме. Добра идеја во иднина да се иницираат некакви концепцијски изложби кои што ќе се однесуваат на дел од колекцијата и некакви современи перспективи. Твојата изложбена дејност во оваа институција е прилично богата. Само изминативе 3-4 месеци имаше околу 10 изложби. Нели изложба на Евгенија Демниевски, имаше кураторска изложба заедно со 20 твои колеги во Приштина, моментално активна е изложбата од Галичката ликовна колонија. Јасмина Цивич е заборев, така да барем изминатиот период доста твои кураторски проекти се презентирани во оваа институција. Кој е односот на уметниците, генерално современите уметници кон колекцијата и кон она што се продуцирало во минатото? Морам да кажам дека презентирање на една постојана поставка е од голема неопходност за државата, а пред се за нашата институција, која што е една од водечките институции од културата во Македонија. Дека има пропусти, меѓутоа дека како таква имала голема едукативна улога е несомнено. Значи сите ние што сме завршиле историја на уметност во време кога поставката постоела и новите генерации се уште го стекнуваат своето образование или визуелно искуство за 20 вековната уметност преку поставката во Националната галерија на Македонија. Што е од една страна предност, бидејќи музеот на современа уметност долго време беше затворен, немавме можност да ги видиме делата кои што беа таму поставени, без оглед дали станува збор за странски автори или за македонски автори, и оваа поставка која што беше тука беше единствената можност да се направи еден пресек на најзначајните збеднувања во 20 век со низините најзначајни репрезенти. И од тука не можеме да исклучиме таа важност и таа улога која што е имала таа поставка. Меѓутоа не значи дека треба тука да застанеме. Секако треба да продолжиме да работиме на реконципирање на таа поставка, тематика која што долго време се провлекува
низ разните гарнитури на раководни лица кои што се поставени во последните, да речеме, 4, 5, 6 години. Меѓутоа, ова е прва посериозна иницијатива да се започне со реконципирање кое што ќе биде поцелисходно, поосмислено, со повеќе лица вклучени, со веројатно дискусии кои што ќе продолжат на оваа тематика, а не да се направи еден резок, резка одлука, така и така ќе биде со едно собирање на комисија, туку буквално да се види со повеќе дебати и јавни дискусии каде, во која насока треба да се направи таа реконцепција. Сите сме свесни дека веќе во таа поставка до 90-ти години имаше поставени дела од 90-ти до денеска, ништо ново не се презентираше, а правиме некаков пресек, нели, барем на 20 вековната уметност, значи барем тие 10 години да ги дополниме, што би значило и нови медиуми, нови техники, нови технологии и така натаму. Но не значи тоа дека само таа деценија ни фали. Можеме да се навраќаме и на се она останато што било поставено, да правиме нови ревидирања, ресознавања, реоценувања и така натаму. И никаде во светот постојаните поставки не се затворена единица, нели? Тие се секогаш отворени тематики кон кои што се одново се навраќаат, ги реосмислуваат или пак ги менуваат, вадат нови тематски единици од колекциите. Значи колекцијата како колекција е мртва ако речеме дека оваа поставка е најдоброто. Никогаш не сме сигурни што е најдоброто, нели? Дефиницијата на најдоброто е варијабилна. Така да и за секако и за јавноста е добро да се види што повеќе од колекцијата. Колекцијата, впрочем, не е за да се чува во депото. Така ќе ги заштитиме малку повеќе делата, нели, ако ги изнесуваме и ако ги луфтираме и ако го видат светлото на денот. Така да има многу варијанти и опции како да се презентираат дела од колекции, како да се прават поставки кои што ќе траат по 2, по 3 месеци, по пола година, по цела година, па другата година правиме нова концепцијска изложба врзана со колекцијата, дела од колекцијата, со некаква поширока слика. Значи све е тоа веќе нешто на кое што може понатака да се работи, да се дискутира и да се осмислува. Се чини дека додека се постави едно прашање за важноста на колекцијата, на површина исплува едно друго прашање, тоа е условите во кои што се чуваат делата и важноста од подобрување на условите во самите депоа на Националната галерија, и тоа е најверојатно и најважното сега во овој момент. Но она што многу го зборуваме но ти генерално ми одговори на прашањето за доколку тоа се среди, тие услови се средат, што би можело понатаму да се случува, односно каква би можела да биде институцијата на можните иднини, но еве јас би го преформулирала прашањето и би прашала, бидејќи зборуваме за напуштање на некаква автономија на институцијата уште во 70-тите години на минатиот век, а сега зборуваме и за некаква хетерономна функција на институцијата, односно односот на самата институција со животот и со реалните околности, со општественото политички случувања. Како мислиш дека оваа институција би можела да корелира на тоа? Бидејќи еве прв пат сега мислам дека и можеби немам доволно сеќавање, институцијата се отвара за деца со попречено, за различни ранливи категории во нашето друштво, така да можеби повеќе да ни кажеш за твоите размислувања на таа некаква општествено-социолошка улога на институцијата во иднината. Морам да упатам една критика која што не се однесува само на нашата институција, туку генерално на размислувањето и на функционирањето на институциите од оваков тип кај нас, што по мене е резултат на едукацијата и на улогата која што секоја од овие институции треба да има кон општеството, значи на таа повратна улога. Не само ние ќе направиме изложба и сега е на јавноста да дојде да ја види, да ужива во делата или во тоа што е представено. Туку како да ги мешаме дисциплините, немаме едукација. Како да влеземе во сршта да публиката влезе во институцијата, меѓутоа не само како пасивен наблюдувач на една изложба, туку како тој да стане активен сочинител во однос на креирањето или презентирањето на уметност. Така да
се согласувам со тоа дека еве после долг временски период успеваме да се отвориме за пошироката јавност, да влезат кај нас и да соработуваме со ранливи категории, што не треба да се сведе само на ранливи категории кај децата, затоа што имаме и други ранливи категории кои што вклучуваат и возрастни луѓе. И не мора да се само ранливи категории. Има многу начини на соработки и размена на искуства и социјална инклузија и вклучување или мрежување на јавноста во нашите институции, со што ќе ги направиме и нашите институции попристапни до сите, ќе ги отвориме. Нема да бидат елитистички институции во кои што ќе има право да влезе некој само што знае, или да разбира уметност, или сака да види убава слика, или убава скулптура, или добра видео инсталација, или позната некоја авторка да ја види, туку едноставно да стане дел од тоа што се случува внатре. И самиот тој ќе се почувствува корисан, а веројатно и нашите содржини ќе станат многу по-интересни, по-динамични и веројатно така некако ќе изгледа оваа институција во иднина. Би сакала да видам оваа институција во иднина со многу луѓе внатре кои што ќе бидат активни барабар со нас во изнаоѓање на нови солуции за уживање, презентирање, чување, негување на различни уметнички дисциплини. Фала ти, Ано, одлична основа за разговорот кој што ќе се случува на 12 декември. Ти благодарам за се што ни кажа сега. Благодарам, Ивана, на поканата.